Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Долденска околија е Владо Компани Прилеп. Сонцето полека заоѓаше над Бочор планина. На денот му минуваше времето. Над планинскиот горост Смукос месечината одамна беше високо изгрејана, најавувајќи ја не само раѓањето на приклучерината, туку и заминувањето на старото 2017 господово лето, а доаѓањето на новото 2018 лето, според јулијанскиот календар, православната нова година, како и празнувањето на двата празници Обрезение Христово и Свети Василije Велики, Василица, која народите со православна христијанска вероисповест, меѓу кои македонскиот, секоја година наспроти 13 и 14 јануари ги празнуваат. Сонцето полека заоѓеше над Бочор планина. На денот му минуваше времето. Над планинскиот горост Смукос месечината одамна беше високо изгрејана, огревајќи ги неговите југоисточни падини, во кои со векови се распостила прилепското село Браилово, потсетувајќи ги селаните од ова многовековно село да го започнат празнувањето не само на заменувањето на старото 2017 господово лето и доаѓањето на новото 2018 лето според јулијанскиот календар, православната нова година, како и празнувањето на двата празници Обрезение Христово и Свети Василije Велики, Василица. Како што на последниот ден од старото 2017 господово лето времето полека му одминуваше, така раздвиженоста низ селските дворови, селските сокачиња и патчиња со народ во селото Браилово беше се поголема. Така да кажам, речиси сиот народ се упатуваше во правец на селото, каде што се збираа. Почитувани мои, ете Господ сакал и јас заедно со моите браиловци да го испратам последниот ден од старото 2017 господово лето, заеднички да го пречекаме доаѓањето на новото 2018 лето, според јулијанскиот календар, православната нова година, како и празнувањето на двата празници Обрезение Христово и Свети Василije Велики, Василица, воедно да ги видам сите адити обичаи кои од памтивека па се до денеска се пренесуваат и негуваат од генерација на генерација, а дел од ова празнување и вам да ви пренесам преку оваа документарна репортажа. Браиловското сетсело беше преполно со народ. Едни ги редеа дабовите дрва на средината на сетселото, други ги подготвуваа огништата, кои беа празнично созидани од соодветно одбрани камења, каде што врз нив ќе се грее препек меката сливова ракија, трети ја подготвуваа сливовата препек мека ракија, посебно препечена во неколку селски казани за печење на сливова ракија, други пак ја постилаа новогодишната трпеза со најубавите стари чаршави, посебно извезени со гајтан свилени конци, нарачено од каено и белено платно од бабите на браиловци.
Почитувани мои, додека сето ова го гледав и така да речам се насладував од испреплетеноста на некогашноста и сегашноста, спроти мене го слушнав гласот на еден мој стар другар и долги години пријател, Аце Митревски, како ми довикува: "Здраво, Зоране, добре дојде во Браилово, добре дојде на нашево празнување. Здраво, мој пријателе, како си ми? Ете, Господ сакал денеска да ви бидам гостин, вам на Браиловци", му реков. Ако, убаво си сторил што си решил и нас да не посетиш и за нашево село да направиш некое кадро, некоја слика, некоја видеоснимка, ми велеше. Знаеш што, многу имам мерак ако сакаш, како последниот пат кога беше во моево Браилово, и овој пат јас да ти бидам домаќин, а ти мој гостин. Може ли? Ме праша. Како не може, голема чест ќе ми направиш, како што тоа го направи пред неколку години, му реков. Ако се сеќаваш кога бевме во моето родно село Браилово пред неколку години, тогаш што ја раскажав надолго и на широко приказната, што ја имав прочитано во книгата што ја има напишано за селово Браилово, маврчанецот Јован Трифуновски, ми велеше. Како не се сеќавам, сета приказна ја преточив во репортажата, му одговорив. Неколку пати ја гледав. Многу убаво си ја наредил, си ја дотерал, ми велеше. Зоране, сега ќе ти раскажам друга приказна, што ми ја раскажуваше мојата баба, кога бев уште како дете, а тоа е приказната како од памтивека моите Браиловци ја пречекувале нашава нова година, нашата стара нова година, како што ние си ја викаме, зашто ние си ја славиме 14 дена по она што Сиот Свири ја слави. Ние си ја славиме според јулијанскиот, нашиот црковен календар. Ќе ти раскажам и за Василица, и за василичарите, и за палењето на василичарските огнови, се поред што се вели, само овај пат малку повеќе да ги поотпрашаш моите Браиловци, посебно дечињата, затоа што бројот на дечината во селово секоја година се повеќе ни се зголемува, а тие ни се вистинските василичарчиња, коледарчиња. Бива ли? Ме праша. Како не бива? Речено, сторено, како што вели народот, му одговорив. Нашето празнување на нашава нова година, на Василица, од памтивека го започнуваме од нашиот стар манастир Свети Илија, кој се наоѓа на 2,5 километри јужно од селово, во непосредна близина на желеничката станица Браилово. Таму ние селаниве од памтивека се собираме. Во тоа време кое село се имало поп, па и нашево, но за жал, иако денеска селски поп немаме, иако подолго време за време на ова наше празнување нема дојдено, празнувањето, како некогаш, така и сега, започнува, како што напомнав, во нашиот манастир со вечерна богослужба, посветена на Господ Бог, со молитва кон Него, новото Господово лето да ни биде беричетно, а завршувала и завршува со вечерна трпеза. А потоа сето село, како некогаш, така и денеска, слегува во селото, на сред селото, каде што ги палиме новогодишните огнови, но како некогаш, така и денеска ја славиме Василица, која паѓа во периодот на така наречените некрстени денови, период што трае од Божи до Водици, кога според легендата Исус не бил крстен, а ѓаволите се мачеле да го излажат да не се крсти и да не се исполни волјата Божја. Зоране, мојава приказна за нашава стара година и за Василица предлагам да продолжам да ти ја раскажам попатно, затоа што, како што и самиот гледаш, народот си од полека заминува кон манастирон, ми велеше мојот домаќин Аце Митревски. Бива, по народски му одговорив. Како што се искачувавме по 2,5 километарскиот делумно асфалтиран и делумно тампониран селски пат до манастирот Свети Илија, така мојот домаќин Аце Митревски си ја продолжи неговата приказна, најпрво за Василица, за Свети Василий Велики.
Свети Василий Велики е еден од најголемите светци на христијанството. Роден е во 330 година во Неокесарија, во Понт, од родители Василий и мајка Света Емилија, кои двајцата потекнувале од познати богати фамилии, но уште позначени по својата христијанска вера и живот. Младоста му поминала во времето на царувањето на царот Константин Први Велики. Свети Василий најпрвен се школувал кај својот татко. По смртта на неговиот татко, неговото школување го продолжил во Неокесарија, Кападокиска, а потоа заминал во Атина. Од Атина заминал во Ерусалим, каде што на 30 годишна возраст бил покрстен од страна на епископот Максим во реката Јордан. Според христијанското верување, Свети Василий го раздал својот имот на сиромашните. Починал на 31 декември 378 година и бил погребан на 1 јануари 379 година, ден кога се слави и неговиот помен. Почитувани мои, додека мојот домаќин Аце Митрески ми го раскажуваше овој дел од неговата приказна, што му ја раскажувала неговата баба, кога бил уште како дете, не осетив колку брзо ја поминавме 2,5 километарската патна делница до манастирот Свети Илија, каде црковниот двор беше преполн со браиловци. Што те влечи вака едно? На секоја слава? Рилева славата без тебе не познуваше. Не беше спасен. Така, не познуваше овојчего без твојата хармоника, без твојата песна. Што те влечи да запееш? Ме влече животот пред се, а животот па го прав меѓу сите нас овде што сме. Живот е тоа. Еве овдека, овие помладиве, нека се ози добро. Не бираат дали се со мене или млади стари. Овде кај не сме сите заедно. Значи, јас ја направим нашата песна. Не би дао своје село, ни шајкачу ни лече, нити казан за ракие, у коме се шлива пече. Не би дао своје село, ни шајкачу ни лече, нити казан за ракие, у коме се шлива пече. Брило, Браилово, Браилово, ко би тебе оставио, Браилово, родни крај мој. Браилово, Браилово, кој тебе оставио, Браилово, родни крај мој. По завршувањето на вечерната богослужба со црковна вечера, заедно со мојот домаќин Аце Митрески и неговите соселани, браиловчани, се упативме кон сред селото, каде што васеличарските огнови беа распалени, а пламените јазници ги милуваа се уште незагорените дабови дрва и високо се издигнуваа кон осветлените од нив небески височини. Додека со поглед ги посматрав како распламтените пламенни јазици виулесто се издигаат високо кон небото од насобраниот народ, најправо малку срамежливо, а подосна громогласно се редеа васеличарските песни, пропратени и со понекоја староградска и новосоздадена македонска песна и оро. Еве овдека се
наоѓам во селото Браилово. На денешен ден, на Стара Нова година на Василица. Дојдов во селото Браилово да видам како мештаните го прославуваат овој празник, да ги видам сите адите обичаи, почнувајќи од манастир Свети Илија и овдека во селото, каде што со векови од памтивека се палат огромните, а утре и сутрина со мајината цело село ги испеќат коледарите василичарите. Како одминуваа првите вечерни часови, како што наближуваше прекршувањето на ноќта и раѓањето на новиот ден, така се редеа како василичарските, така и од старите и новосоздадените македонски песни и ора, а веењето на орото беше се поголемо и поголемо, а посебно способидов да се бележам со окото на камерата беше орото кое го надополнуваа или сами го водеа на малите лечињата, да и ловчињата. Погледнете и уживајте. Uma das especialidades automáticas e balé. Сика ти? Аре, добар. Супер! Сега добри душето стоеве, вечерва одека се собираме за Нова година, Стара Нова година. Ова не е наш прв пат, ние сега година исто ова го правиме. Ајде, една споредна како беше Василица пред 50 години и денеска? Пред 50 години не памтам, од 50 навака знам. Одете ли исто овака, палете ли оган? Да, се пале секоја година. Се одеш од Учерахича? Обавезно утре одиме секој ден. Дека денот за години? Само година кај. Наближуваше полноќ. Наближуваше мигот кога на собраниот народ во Браиловското средсело ги одбројуваа последните минути од господовото 2017 лето, навестувајќи го доаѓањето новото 2018 господово лето, но и мигот кога, како по стар адетни обичај, стариот кум започна речиси на сите присутни да им дели по едно василичарско колаче, во кое само во едно василичарско колаче се наоѓаше новогодишното и василичарското париче, а оној кој ќе го најде василичарското париче ќе биде новогодишниот кум. Паричето му се падна на ова детенце. Детенцето бликаше од радост. Погледнете и уживајте. Тргнете се малце, тргнете се малце. Гледајте и хората на дете, одлично. Весели до година уште ова икона ти ја давам да се чуваш до година. Не. Да му ја предадеш на другиот кум. Да. Се предава од еден на друг. Убаво. Така, и па често туриш овде. Откако се испеа неколку василичарски песни и откако речиси сиот на собран народ му честиташе на детенцето, на кое му се падна василичарското париче, поголемиот дел од машкото население, претежно помладите од постарите и некој навистина постар соселанец,
И откако се поделија во неколку групи, во едната група бејкарите, во другата група штотуку женетите, во третата група одамна женетите, како по стар адет и обичај, тргнаа низ селските сокачења и патчења на домаќините и домаќинците, не само да им ја честитаат православната нова година, туку и веселица. Како по стар адет и обичај, групата која ја сочинува бејкарите влегуваше во селски дворови, каде што имаше стасани моми за мажење. Групата која ја сочинува штотуку женетите влегува кај семејствата на штотуку омажените моми, а групата која ја сочинува женетите влегува кај нивните дедовци и баби по нивните жени. Најубав благослов за Беличер во новото 2018 господово лето, местаните од селото Браилово им посакаа дечењата од Браилово, влегувајќи во секој селски двор, во секоја домаќинска куќа. Почитувани мои, гледајте и уживајте. Ajde! Hajde, babi! Hajde, kad Посилно, посилно. Почитувани мои, репортажава за дочекот на новото 2018 господово лето и празнувањето на Василица во селото Браилово не би била целосна ако не ви прикажеме дел од атмосферата како повеќето селани од Браилово истата ја дочека и празнуваа. Еве камерата тука да се снима. Еве дојде. Така бил редот, така дојде. Да, така нека ви се Така и требало да биде тете. И малата и на сите се таму. Василица ќе А ни сега еве поведете и вие кажете. Да биде подобро. Еве кажете сега вие Да биде за убаво сето само да се слушаме. Еве, се наоѓаме овдека денеска, продукцијата Марио филм во селото Браилово. Да. Ете, тука Господ не донесе на Василица, стара наша нова година. Така е, И парите. вашето внуче, синојче, Падна паричката, Паричето. среќа со убаво нека е. се, Среќата била кањас да биде. ти се радува ли душата? Од срце. Дури синојче, од тука јас си бе присутен, кога падна паричето, самото внуче твое со радост и... Ма одма рипна се радуваат нормално тоа. Среќата му била кања го да бидите. Така дошла си носи времето своето, што се вика. Еве, домаќине, овдека сме, како што реков, непренеска, во твојот дом, каде што твоето внуче, синојче, за Василица, му и падна. Да, среќата Парето? тука било во нашата куќа да бидите за година, така сакал Господ. И ќе си бидеме домаќини. Кој ти се одека? На другата комисија. Кој ти се одека гостите, ќе можеш да ни представиш? Тука е брат ми, сна ми, внучето од брат ми, внучето што му се падна паричето. Здраво и живи сите да сме. Тој ми е комшија тука, таа ми е внука и таа ми е черката му. Кога ми падна паричката, јас бев многу среќна и жалбата ми беше целото детство да ми биде среќна. Оваа година помина, сите што сакаат година добре дојдени си и другата година и третата. Сега ова што ова е жаро, сето ова се уште животот на селото, ова е сето жаро. Вака има овде жар, уште
сето ова е животот за селото, значи има луѓе, уште живеат. Знаете, сето ова, сето е колку дрва, сето е. Ова се сошади, сето е од Василица и значи Бреилово и селото ќе остане живо и повторно ќе остане за цело време. Ладништето одамна беше прекршено. На мојот престој во Прилепското село Бреилово му се ближеше крајот. На испраќање мојот пријател, а воедно и водич ни селото Бреилово, Аце Митрески, како за крај од овој дел од приказната за тоа како од памтивека се дочекувала старата година и Василица, името Василичари доаѓало според една билка по едно растение собоцки која се вика Василик, а жените во очи на старата нова година го береле низ полето и од него правеле китка букет. Такви букет од исушеното растение собоцки го ставале над куќниот праг, на влезните порти, што асоцира на круната која римските власти пред неполни 2000 години, кои владееле со Ерусалим, со Палестина, му ја ставиле на главата на Господ Исус Христос при неговата Голгота на неговото воскресение. Навистина не ми се напушташе селото Бреилово, но морам да се заминам со едно ветување дека пак ќе дојдам во Бреилово, да продолжиме со другите приказни за селото Бреилово, само Господ здравие на сите нам да ни даде. Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Долденска околија е Владо Компани Прилеп.